Добро утро, почитувани и од мене. Продолжуваме ние со програмата на Слободен печат. Ова утро во студиото со мене имаме интересен гостен, меѓутоа пред да го најавиме својот гостен, би сакал еден мал вовед за онаа тема со која што ќе разговарам со мојот гостен. Имено по две одложувања резолуцијата за Сребреница уште еднаш не се најде на дневен ред на Генералното собрание на Обединените нации. Според последните информации, Обединените нации, гласањето за ова нацрт резолуција за сега го презакажа за следната недела, односно за 23 мај, четврток, по предлогот на државите кои што се конспонзорство, односно кои што се иницијатори на оваа резолуција, 11 јули да се прогласи меѓународен ден на сеќавање и комеморација на геноцидот во Сребреница, направен во 90-тите, односно во 1995 година. Каква е улогата на Македонија во оваа иницијатива, но и колку коспонзорството кое што го најави, односно го презема министрот, се уште актуелниот министар за надворешни работи Бујар Османи во име на Македонија, има рефлексии на македонците кои живеат во Србија. Ова утро ќе разговараме со мојот гостин. Тоа е господинот Горан Илиевски, председател на партијата на македонците во Србија. Велам добро утро, господин Илиевски, добро дојдовте во Слободен печат. Добро утро. Можеби слушнавте најавата која што е кажав пред малку, па еве на самиот почеток едно прашање, која е причината за вашата посета овдека во Македонија? Па дојдов од една причина, бидејќи прашањето за прогласување на резолуција о Сребреница е круцијално прашање за Србија. Проглашена е вонредна состојба во Министерство за надворешни работи, затоа што да се прикаже геноциден цел еден народ е нонсенс во светската политика и жал ми е што Македонија се приклучи кон конспонзорство за прогласување на резолуцијата за Сребреница. Дали таа одлука ќе биде сменета и кој води државната политика во Македонија? Тоа е прашање кое сакам да го поставам и на председателка и дали таа одлука има можност да се смени. Секако дека во понатамошниот дел од разговорот ќе продискутираме и за овие тематики, меѓутоа она главната вест и главната информација е дека вие остваривте, односно напишавте и писмо на вашата партија, кое што е составено, има меѓу друго и барање да се повлече ова резолуција, да е применува одлуката Македонија и го упативте до новоизбраната председателка, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ме интересира дали добивте некаков одговор, дали воспоставивте било каков контакт и какви се релациите со професорката, односно председателката Давкова? Ми очекуваме одговор, нормално, затоа и пративме едно писмо до кабинетот на председателка и обавестивме их со отворен повик до сите медиуми и институции кои се од јавен карактер да пренесат ова вест. Очекуваме барем разговор, да ни се објасни, да излезат со своји аргументи, дали се во можност тоа да го направат, бидејќи ингеренции на председател на држава е да поведе иницијатива за смена на одлука која е доведена од, како самиот министар за надворешни работи рече, као лична приватна одлука. Дали тој има право да донесува лични, приватни одлуки, ако е на функција државен функционер. Дали е тоа одлука и на држава Македонија. Тоа се работи што не интересираат, едноставно да направиме еден муабет, да ни се објасни. Ја разбирам да има и притисоци, огромни притисоци од странство, дали ќе се настави една политика на Македонија која беше до сега, каде беше условувана од тие албански партии, конкретно ДУИ, дали ќе се настави со таа дуизација која беше до сега да настави со коалицијата Вреди, која исто така има побуди со знаме на Велика Албанија и скриени тежни за една албанска националистичка политика. Е сега крупен чекор е ова првата одлука, дали ќе се смени. Во однос на тоа, јасно ви е дека во Македонија престоја, односно беа одржани парламентарни и председателски избори, па ме интересира како носител на вашата улога, председател на партија на македонците, какви ви беа релациите со минатата власт и што очекувате какви да ви бидат релациите во однос на оние горливи и горшливи прашања кои што ги имаат македонците, македонската дијаспора, независно дали во Србија или во светот. Очекувате ли да има некакво разбирање и дали имате било какви односи со победничките партии во парламентарните избори? Па целата дијаспора е скрајнута од
кога се осамостали Македонија, да кажем. Значи, нема. Тоа гледате и по тоа колку македонци излегува да гласаат и за председателски, а за парламентарни воопште не е ни овозможено да се гласа во диаспората. Некој треба за тоа да поведе рачун и да види кај е проблемот. Ниједна држава во свет не е толку занемарила својата диаспора како Македонија. Ипак диаспората е една огромна сила, не само по бројноста, него и финансиски, затоа што секоја година огромни суми на пари влегуваат во Македонија. На роднината се проценува преку милијарда евра секоја година диаспората да прази во Македонија. Од тоа 18% оди на ДДВ, или тие пари остануваат овде и овде се трошат. Значи, еден голем бајпас на Македонија доаѓа од диаспората. Од друга страна, врски со диаспората се равни на нула. Меѓутоа, дали имате врски со политичките чинители? Тоа ми беше прашањето. Па ние застанавме и со шарена револуција, ali како што беше разочарана и шарена револуција, така и ние што ја поддржавме тогаш промени кои се случија и голем придонес тука и разочарување, уште поголем имаше на шарена револуција, така да и ние сме разочарани, затоа што многу работи тргна во лоша насока, а тоа кулминираше и со резултатите на изборите во Македонија. Господин Илиевски, јас ја разбирам вашата улога и позиција која имате како македонец во Србија, меѓутоа овде сакам да ви поставам едно прашање кое што се однесува конкретно на резолуцијата. Дали има и треба да има одговорност за тој настан што се случи во 95-та година и дали одговорноста за злочинот, несомнено дека имало злочин, треба да биде индивидуален или колективен како што сега се прават напори тоа да биде Србија, односно државата Србија? Одговорност веќе има. Има луѓе кои се веќе осудени и се на издржување на казна. Тоа се Младич и Караджич. Колективна одговорност на цела нација е несоодветна. Значи, никаде во свет не може цела нација да одговара за нешто што поединци работеле. Првенствено, бидејќи Србија со своји единици не била вклучена, тоа била единици на Република Српска и командна одговорност веќе постои. Сега да го стигматизирате цел еден народ поради нешто што се случило во 95-та година, тоа е значи пред 30 години, 29 години, многу деца не били ни родени тогаш и да бидат сега осудени со еден наратив за геноциден народ е многу тешка осуда и тоа верувам дека нема да помине на Обединети нации затоа што народот знае да колективна одговорност не може да има. Кои се вашите убедувања или информации, ако можеме така слободно да кажеме, кои мислите земјите од западниот свет или обратно, оние кои што се во Генералното собрание ја поддржуваат, односно сакаат да оваа резолуција која што е сега нацрт да дојде во, односно да има одлука да се донесе, и кои се пријателски земји или земји кои што не се согласуваат Србија и србите да се именуваат како геноциден народ и општо држава? Ќе биде многу неизвестно. На гласањето од 193 земји членки на Обединети нации ќе биде неопходно минимум 97 да гласат за резолуција, што многу тешко ќе се остари. Дори многу земји од Европа нема да се согласат. Кој од Европа најмногу сега целите? се преговара. Србија верувам дека лобира и имаме некои индици да доста европски држави нема да гласаат. Србија има пријателски односи со доста држави и тука што е најбитно, што треба да биде и за Македонија некој наук, дека и српската и опозиција и позиција се на иста страна. И по прашање на Косово, и по прашање на Сребреница. Да, било колективни злочини, али било колективни злочини и на другата страна. Многу и Срби исто изгинале во сукобите кои биле 95-6 година. Вие, како партија на македонците во Србија, колку што сум информиран, сте опозиција, односно делувате опозицијски во соседна Србија. Па ме интересира едно просто прашање, дали вашата посета овдека е самоиницијативна или пак евентуално во некаква корелација со власта таму, со представниците од парламентот? Со власта немаме никаква комуникација, докле год не ни го вратат булевар Гоце Делчев во Белград и улицата Гоце Делчев во многу средини каде што живеат македонци. Многу бурно почна смена на власта во Македонија, кога од Србија имавме многу лоши, да кажам, действија, кога не нарекува дека сме предавници, дека сме поврзани со албанците, дека не сме пријатели на Србија. Таа реторика е сменета кога
Vučić shvati дека во Србија огромно гласачко тело е од македонци, дури преку 200.000 македонски презимиња има во избирачкиот список, по незваничен податок на ОПСЕ, така да негови советници му рекле, знаеш, многу ќе изгубиш ако ги стигматизираш македонците и тогаш нагло смени реториката од еднаш каква е сега реториката? Гледаме по оние надписи во медиумите од соседството, кои што ги следиме како професионалци, тие варираат. Одат во една насока кога станува збор за одлуки на македонската држава, од позитивни до она братско српско пријателство во добра насока. Какви се всушност на терен релациите и погледите на српската држава кон Македонија? Па едно што гледате политички маркетинг кој го води Вучиć да би обезбедил гласачко тело на македонци, а друго е оно што реално се дешава на теренот. Ние немаме доверба во Вучиć затоа што не се почитува ни законот кој е донесен 2004 година за заштита на национални малцинства Срби во Македонија и македонци во Србија. Вие знаете да ние немаме представник во највисоки парламент, иако тоа во реципроцитет има во Македонија. Со закон тоа во Хрватска исто е случај дека има Срби во хрватскиот парламент со сигурни места. Едноставно ние не фигурираме во извршната власт на највисоко во парламентот на Република Србија и нема скоро ни да учествуваме. Има една, тоа е на Вучиć препорака да едноставно не сака да комуницира со македонците, али му требаат кога треба да имат избори и да добие македонски гласови. Така да ние го прочитавме, таа реторика негова више е позната на многу интелектуалци во Србија. Тоа е реторика која поминува кај гласачкото тело кој е од рурална Србија. Тој не може да помине во Белград, Нови Сад, Ниш, во појаки градови каде народот ипак има информации што и како се случува. Со оглед на тоа дека дојдовте овде во Македонија во еден неизвесен политичко, ако можеме така слободно да кажеме, период каде што се очекува формирање на влада, се уште претседателката, иако е назначена, чека да го состои својот кабинет и да функционира. Најпрво сакам да ви поставам едно прашање. Какви се односите на Српската напредна странка со партијата која што освои мнозинство гласови во Македонија? Имате ли информации какви се односите со ВМРО-ДПМН? Тоа е едното прашање. И второто прашање кое што би сакал да се надополнам на ова е со оглед на тоа дека е прекратко времето до следниот четврток, односно до седната седмица. Очекувате ли некаков став, некакво произнесување на претседателката Гордана Силјановска, иако ги знаеме кои се нејзините ограничена можност која може таа да ја спроведе? И Српска напредна странка и ВМРО се во Сојуз на народни партии на Европа. Значи, према тоа имаат добра, да не кажам и одлична соработка и Мицковски доаѓа во Србија и соработуваат. Значи, таа соработка очекувам сега да ја покажат и на решавање на овој проблем со резолуцијата. Дали ќе успеат или не, тоа е на нив сега. Тие се добри пријатели во Сојуз на народни партии се на Европа и очекувам да се промени. Меѓутоа, додека ВМРО-ДПМН беше на власт, имаше и признавање на македонската држава на Косово. Па све е тоа под влијание, се знае, на некои големи центри на моќи. Очекувате ова влијание сега да изостане? И сега е присутно тоа влијание, тоа е сигурно. Е само прашање колку Македонија ќе има храброст да одолее на тие притисоци, дали е побитно пријателство со најблиска држава, во која сме со родбински односи, или ќе се задоволи интерес на некои други фактори моќи. Односно, второто прашање на претседателката Силјановска, очекувате некаков брз чекор во наредните неколку дена? Па ја бар очекувам да се образложи зошто и како ќе се гласа, унапред да знаеме, да не биде изненадувања. Ако останат при оваа одлука, барем нека кажат поради тоа и тоа, ако смеат да кажат, верувам во храброста на Силјановска, таа исто професор по уставно право, да ќе најдат технички начин како да покрене иницијатива, одлука да се промени. Што ќе биде во спротива? Која е вашата порака или односно што ќе се случи во односите помеѓу Скопје и Белград доколку Македонија и понатаму остане ко-спонзор и понатаму ја поддржи оваа резолуција за Србија? Што ќе значи тоа во односите меѓу двете земји? Па ова ќе значи дека ипак центрите на моќ во светот делуваат на Македонија и дека ние ипак сме една колонија. Ќе изостане поддршката на Србија доколку и пријателството доколку Македонија го продолжи овој пат кој што сега е
зацртан? Па македоници се правда дека било влијание, дека не можеле да промена технички одлуката, се може ако се сака, бар да се покаже волја и доблест да нешто покушаат да направат. Бар да ни се објасни зошто не може. Дори не мора не медиумски да биде пропратено, ali да не се каже. Пошто ова многу не засега и нас македонци во Србија, као и целата држава Србија. Во Македонија, во политиката се е можно. Така да е можно да се направи и власт која нема да има многу утицај од странските центри, а тоа е една од алтернативи за коалицирање во новата власт. Ја не знам зошто не се направи еден македонски фронт, една коалиција од ВМРО, Знам, Левица, и кои ќе, кога се донесуваат важни државнички, национални интерес одлуки, да имат подршка и од СДСМ. Еднаш да бидеме држава на македонци. Доста беше уцена од ДУИ, ако сакате да не слушате, ќе бидеме со вас во власта, ако не паѓа влада. Меѓутоа, несомнено е факт дека во било која влада мора да има и албански блок, односно албанското население да биде застапено, а доколку тоа не е ДУИ, сега имаме ВЛЕН кој што е евентуален коалиционен партнер на ВМРО-ДПН. Како мислите дека тука ќе изостане таа нишка на албанските партии во новата влада? Па Бадентер е измислен баш поради тоа да ја уништи Македонија. Со влијание во парламентарна демократија не постои да морате со некого да коалицирате. Оној што има мнозинство од 61 пратеник формира влада и добива мандат за влада. И Балансер и Бадентер се инструкции кои доби само Македонија. Никаде во свет не имате некој да ви наложува кој да ви влезе во влада. Значи, ако имате друга програма, ако идеолошки сте многу различни, зашто некого да го примите во влада? Затоа што некој Бадентер, кој не го почитуваат ни во Француска, кој тоа не можел да го реализира во Француска, сега нас да ни наметнува. Ова е наметнато правило. Македонија беше победник и 2001 во конфликтот. И на крај УЧК терористи формираа партија и влегоа и во влада и во сите извршни органи. Доста беше со Меѓутоа, следуваше рамковниот договор, следуваше внатрешното уредување и тоа е веќе зад нас. Реалноста е друга, да не се навраќаме, гледаме како можеме во иднината заедно, односно европски, да го фатиме сите земји од регионот, да зачекориме колку е возможно, тоа е можеби работа за оние високите челници. Овдека имам во интерес на времето уште едно прашање во однос на односите, какви се односите помеѓу двете земји. Ги гледаме анкетите овдека во Македонија. Македонците за Србија имаат високо мислење, односно според некои анкети кои што беа изработени во изминатиот период, Македонија Србија гледа како најголем пријател. Дали е тоа така и дали е обострана таа доверба? Тоа е така и тоа е правило. Ние сме родбински народи. 95% македонци во Србија се во брачна врска со углавном српскиот етникум. Значи не можете никогаш да го раскинете пријателство кое е создадено во народот. А ако доаѓа председателот Курти кај Касами вика дека Македонија треба да се окрене кон Косово, Бугарија и Албанија, ја викам дека Македонија треба и е свртена кон Србија. Кога ќе биде тешко, само од Србија можеме да добиеме помош. Нема да ни помогне. Тоа го видовме и во пандемијата, го гледаме и за време на економската и енергетската криза. Уште едно прашање кое што ги засега македонците, кои што живеат диаспората во Србија, тоа е достапноста на државјанството. Знаеме дека според некои проценки информации неформални кои што ги направивме пред емисијата, во Македонија има голема заедница во Србија, се извинувам, голема заедница на македонци, меѓутоа на пописот некако таа бројка низ годиниве паѓа, иако, како што ми нагласите вие, има околу 100 до 200.000 презимја кои што завршуваат на ски, кои што сепак се произнесуваат како Срби. Па еве, едно сосема кратко прашање, како македонците и тешко ли е да се дојде до македонско државјанство кои што живеат во Србија? Па не е јасна државна политика во поглед на добивање на македонско државјанство на македонци од диаспората. Многу тешко добиваат државјанство и више од Србија не ни аплицираат за државјанство, да ви кажам, затоа што е комплицирана. На терен? Комплицирана е процедурата со десетина документи кои имате треба вие да се некоја иницијатива тоа да се поедностави? Сакаме да се промени законот, никој не може да ни каже дека македонец лакше добива бугарско државјанство од што добива македонец македонско. Значи процедурата треба да е иста. И Евростат, европски закон, ако бугарите даваат
полесно се добие бугарско, па тоа може да го промени во својот закон и Македонија. Ако таму со еден подпис да се чувствуваш си бугарин, добиеш бугарско државјанство, зашто тоа исто не се примени во Македонија? Дали тоа можеби ќе биде едно од темите кои што ќе разговарате со председателката? Секако, тоа е многу битен сегмент на работата, затоа што многу млади македонци, ми имаме 15 докторанти од општина Пландишта, доктори на науки на државни универзитети, научници, никој од нив нема македонско државјанство, а сите се изјаснуваат као македонци. Господине Горан Илиевски, ви благодарам што ова утро бевте гостин од програмата на Слободен печат. Се надевам дека ќе ги остварите вашите барања со и средба најпрво со председателката Гордана Силјановски или пак со некој од представниците на македонските партии. Ви благодарам уште еднаш што бевте гостин. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше мојот гостин, председателот на партијата на македонците во Србија, господин Горан Илиевски. Ги слушнавте неговите заложби, меѓутоа и причината поради која тој е денови во Македонија, тоа е обидот да се пренамени, односно да се изостави конспозорството на Министерството за надворешни работи на Македонија за резолуцијата околу Сребреница. Дали тоа ќе успее, останува да видиме. Меѓутоа, ние овдека сме некаде на крајот со денешната програма, но сепак продолжуваме со уште некоја минутка. Затоа ви предлагам да останете со програмата на Слободен печат. Одиме со краток џингл и реклами.